Амбицијата на интегративците откако ќе освојат премиерската да седнат и во претседателската фотелја покажува дека Македонија не е граѓанска, туку националистичка држава, наспроти нивното укажување, коментира дел од експреската јавност за апетитите на ДУИ да имаат свој шеф на држава. Политичкиот аналитичар Синиша Пекевски е изненаден од одлуката собранискиот спикер да премине во премиерското столче, бидејќи според него тоа не е експертско, туку политичко решение. Се губи веќе смислата и она што цело време укажува дека ние сме граѓанска држава, не, ние сме националистичка држава, каде што најбитно е припадноста на луѓето, а не е битен квалитетот, што се покажува и сега. Зошто да не може да биде србин, турчин, ром председател, да мора да биде албанец? Наместо да се фокусираме кон квалитет, се фокусираме кон национална припадност. Пекевски сумира дека албанец премиер нема да промени ништо конкретно. Напротив, за него ДУИ се недопирливи за судството. Дали тоа ќе донесе напредок на Македонија како суверена држава? Ако донесе, нема никаков проблем во кој ние ќе живееме на вистина супер, во кој ќе нема економска криза, ќе има супер плати, во кој ќе има супер средени национални односи, ќе има ред и поредок, ќе има судство во кое граѓаните ќе веруваат, но не. Апсолутно се покажува дека тие се недопирливи за судството и дека воопшто не се интересираат за интересите на Македонија, туку се грижат за интересите на врвот на партијата и чатпат за членовите на партијата. Министерот и портпарол на ДУИ Бујар Османи откри дека следната фаза на партијата која ја подготвува е свој кандидат да стане председател на државата. Согласно Пржинскиот договор, на 28 јануари Талат Џафери ќе стане премиер во преходна влада до изборите на 8 мај, а од редовите на социјалдемократите, актуелниот координатор на претеничката група Јован Митревски треба да биде председател на собранието до неговото распуштање. Претходно, лидерот на ВМРО ДПМН изјави дека опозицијата е за укинување на техничка влада, но СДСМ и ДУИ не се согласија.